Ехо от Вселената. Ехо от Вселената. Ехо, 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 ехо. Почитувани слушатели, добра ви вечер. Брановата должина што вие сега ја следите, случајно или не, но се совпаѓа со фреквенцијата на ехото од Вселената. Затоа повелете во големата вселенска порта и запознајте го. Нашиот гостин во студиото Зоран Милчевски. Тој ни доаѓа од Скопското астрономско друштво. Добро вечер, Зоране. Добро вечер. Вечерва во нашата емисија Ехо од Вселената ќе зборуваме за најголемите светски космодроми. Да ги споменеме само космодромите Бојконур, Кейп Канаверал, Гуру. Гуру, да, во Француска Гвајана. А постојат и многу други и од нив се извршени најголемиот број лансирања кон Вселената. Еве го и првото прашање. Можеме ли да чуеме, Зоране, од вас кога за прв пат е изграден во историјата на космонаутиката првиот космодром во светот и да ни го визуализирате малку, да не запознаете малку што значи тоа космодром? После завршетокот на Втората светска војна, значи и победата на силите на Сојузот, започна голема трка за ракетите Фау-2, Фау-3 кои што беа конструирани од страна на германците. Значи така да дел од оној инженерски кадар, значи го зема Соединетите американски држави заедно со нивниот прв човек Вернер фон Браун, а дел зема Советскиот сојуз, значи кој што понатака почна да го развиваат овој ракетен систем. За да можат за да се лансираат овие ракети. И тоа првенствено овие ракети беа ракети со кои што треба да убиваат луѓе, значи на нив им требаше просторот кај што ќе може да бидат лансирани. Уште во историјата е забележено, значи уште старите кинези забележено дека својата територија штителе со вакви ракети и овие ракети ги испалувале претежно од кинескиот зид. Значи кинескиот зид едноставно им бил као некој си вид на лансерна рампа, они тамо ги подпалувале тие ракети летале према непријателот и ова исто така и првиот космонаут кој што... А дали тоа биле ракети со... Тоа биле ракети на барут. На барут. Затоа што во тоа време кинезите која го работеле тоа, значи тоа било некаде 13 век, значи едино познато гориво во тоа време бил барутот. Нешто слично, значи на денешниот огномет. Да, исто така, да, кинезите 2-3 века пред Христа уште тој огномет го правеле со такви ракети. И првиот, така, иронично да кажеме, првиот космонаут во историјата кој што полетал Ву Ли, мислам дека свикаш 1500 година, он на своето столче метнал некаде околу 40 на ракети и полетал во Вселената. Сега како полетал, дали останал жив, најверојатно дека не останал жив, можда полетал 15-20 метри. Меѓутоа тоа на некој начин му служило као космодром.
Меѓутоа, после Втората светска војна, се вакви места од кај што били испалувани ракети, значи во историјата се познати доста. И самите индици се штителе својата територија, они правеле некои лансирни рампи, значи од дрва налик, од кај што биле поставувани тие ракети, па после тоа дрвата самите се запалувале, па овде исто така во Србија, србите кога штителе обсадата на Шабас, значи за време на прво српско востание, они правеле некакви си, ете да ги кажеме, космодроми од кои што били испалувани овие ракети. Меѓутоа, после Втората светска војна, значи почнале космодромите да си го зимаат, да земаат овој денешен лик, значи се она што е интересно и она што е многу карактеристично е тоа за во Советскиот сојуз. Советскиот сојуз 1953 година, значи одма после смртта на Сталин, донесува резолуција за изградба на еден ваков космодром. Значи таа резолуција се носи во јуни месец 1953 година, значи само 2-3 месеца по смртта на Јозеф Сталин. На чело во тоа време на Советскиот сојуз потекнува еден човек, кој прв човек на генерален секретар на Советскиот сојуз, во тоа е Георги Малинков, значи човек кој што потекнува од Република Македонија, значи наш човек, кој што прв потпишува за тоа дека Советскиот сојуз треба да гради космодром. И као прво место, во тоа време за Советскиот сојуз го сокри овој космодром од Соединетите американски држави, го наведува дека космодромот ќе се гради поред градчето Бојконур. А Бојконур тоа е едно градче кое што е 400 километри северно од денеска кај што се наоѓа космодром. Значи во тоа време едно градче, ако може така да се каже, градче со 70.000 жители, кој што бил претежно составен од рударско население. Значи тоа е едно градче некаде на 300-400 километри североисточно од Аралското езеро, од денешен Казахстан. Сега тука советите, значи во тоа време за да ја сокријат, они даваат многу лажни информации за тоа. Така да американците се до 1961 година, значи кога летаа во авионот У-2 или Ю-2 како популарно наречен, значи он дава информации дека онаму каде што советите кажале дека е тој космодром, дека таму не постои космодром, дека всушност таму е некако градче, дека постои некој си металуршки комбинат кој што наводно они го представувале како космодром и дека космодромот е некаде лоциран на друго место од дадени од исто така во Соединетите американски држави паралелно со Советскиот сојуз работат на изградба на ваков космодром и тоа они го одбираат покрај многу локации, значи што биле распишени вака као тендер за каде да се одберат, они го одбираат полуостровот Флорида. Иначе имало покрај останатите места, значи они сакале да одберат дел еден поред Њујорк, значи на едно 30 на километри поред Њујорк, prvenstveno тоа затоа што најголем број на фабриките кои што се наоѓаат на источниот дел на обалата на Соединетите американски држави и да се концентрираат, нели, да го поевтинат оној превоз транспортот што е потребен за изградба на овие космодроми. Ехо од Вселена. Чувме кратка историја пред малку за еден историографски осврт, пресек или историско навраќање на градбите на космодромите од обидите на кинезите па се до најново време. Сега, кои се оние неопходни услови за изградба на еден космодром? За изградба на еден космодром тоа го градат претежно големи држави, вака да кажеме. И за изградба на еден космодром покрај стандардната инфраструктура, значи да има вода, да има струја, да има патишта, значи потребни се и некои други географски услови. А тоа е првенствено космодромот да биде што е можно поблиску до екваторот. Значи да биде поблиску до екваторот за да сега зашто се гради, зашто да биде поблиску до екваторот? Видете, земјата се врти во правец од запад према исток. Сега, на самиот екватор брзината на движењето на земјата изнесува 465 метри во секунда. А доека кодиме на 45-тиот напоредник, нели? Отприлика тоа е као некаде Београд, Загреб, кај што се наоѓа. Значи, брзината таму изнесува 335 метри во секунда.
Сега, кога се лансираат овие ракети, се лансираат во правец запад-исток. Сега, за да се добие оваа брзина, односно да се искористи оваа брзина од 465 метри во секунда, значи се гледа космодромите секогаш да бидат што е можно поблиску до до екваторот. Значи, од таа причина, за да не се градат, за да не се конструираат многу потешки ракети. Еве са, најголемиот космодром во светот, што е тој космодромот Бојконур, нели, кој што е во Казахстан. Он се наоѓа на 46-тиот напоредник северна географска ширина, доека космодромот во Соединетите Американски држави Кейп Канарал, значи оно од кај што се лансира, кај што беше лансиран Аполо и од кај што се лансираат спејс шатловите, он се наоѓа некаде на 23-тиот напоредник северна географска ширина. А доека најидеален космодром што се однесува за оваа работа е космодромот Гуру во француска Гвајана, кој што во почетокот нели беше на Франција, а после тоа се приклучија и цела Европска унија, нели, као, мислам, не сите држави од Европска унија, едно 15 држави се членки на партиципираат на овој космодром. Меѓутоа, како најголеми се Франција, нели, Велика Британија и Германија. Овој космодром, кој што реков, има најдобра географска положба, што се несува до тоа, значи он се наоѓа речиси на самиот екватор. Тоа е една прва појава која што е прва работа која што е географски многу битна за тоа космодромот кај би се нашол. А исто така друга работа е тоа да при источната страна на космодромот секогаш да биде слободно, односно да биде ненаселена или да има некој море. Зашто? Еве пример да земеме пример еве Аполо кога е лансиран или Space Shuttle еве кога се лансира. Space Shuttle кога се лансира некаде после отприлика 2 минути бустер ракетите, оние двете бустер ракети кои што го подигаат него, они паѓаат источно некаде на околу 60 до 70 километри од космодромот Кейп Канарал. Значи они се откачуваат и слободно паѓаат во по радиус од 70 км. Да, 70 километри источно од космодромот. Значи они паѓаат во самото море. Сега вториот централниот резервоар паѓа некаде околу 2, он се откачува некаде после отприлика некаде после 7 минути и он паѓа некаде на 2500 километри па до 3000 километри источно од местото на лансирање. Значи, он фактички се наоѓа многу поблиско до територијата на Африка, значи отколку што се наоѓа близу Соединетите Американски држави. Сега при ова лансирање, значи се гледа, мислам Соединетите Американски држави секогаш го најавуваат ова лансирање и во тој период се им е забрането поминување на сите бродови, значи во тој период кој што се очекува дека ќе паднат овие резервари. Сега и на космодромот Кейп Канаравал и на космодромот Гуру источната страна им е Атлантскиот океан, а доека на најголемиот космодром Казахстан, нели, на Русија, источната страна е многу ретко населена област. Мислам, не само што е ретко населена област, таму во Советскиот сојуз многу не обраќаше пажња на тоа дали некој си дел ќе падне во некој град или во село. Мислам, таму тоа и да паднеше во Советскиот сојуз, тоа не значеше ништо. Мислам, ако така се случи да настрада некој, мислам, тоа за Советскиот сојуз беа само бројки. Исто така и се и космодромот, најновиот космодром на Кина што го има во пустината Такламакан, неговата источна страна е исто така ретко населена област, исто така и космодромот во Јапонија и космодромот во Бразил и на ред други места.